Известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц во новиот нацрт извештај оценува дека земјата се соочува со застој во пристапниот процес и недоволен напредок во клучните области како владење на правото, реформите во правосудството и борбата против корупцијата. Тој нагласува дека во услови на нова геополитичка реалност, особено по војната на Русија против Украина, потребна е зголемена политичка волја од домашните власти, но и поактивен дипломатски ангажман од Европската унија и земјите членки. Во документот се посочува дека нема напредок околу уставните измени, делумно поради стравување од нови блокади од Бугарија, а се повикува на конструктивна меѓупартиска соработка и конкретни резултати без одлагање. По презентацијата пред Комитетот за надворешни работи, извештајот ќе помине низ амандманска и гласачка процедура пред да се најде на пленарна седница на Европскиот парламент. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во Скопје го отвори македонско-словачкиот бизнис форум на кој учествуваа бројни домашни и словачки компании. Во објава на Facebook, Муцунски истакна дека владата останува цврсто посветена на поддршка на бизнис заедницата преку дипломатската мрежа, институциите за промоција на инвестиции и механизмите за олеснување на трговијата, со цел отворање нови можности и надминување на административните пречки. Тој нагласи дека форумот е потврда за политичката блискост меѓу двете држави и за заедничката верба во економското партнерство, додавајќи дека силните политички односи мора да бидат придружени со силни економски темели. Во рамки на настанот беше потпишан и меморандум за соработка меѓу Агенцијата за странски инвестиции и промоција и Словачката агенција Сарио, со што се отвора можност за продлабочена институционална соработка и заедничка промоција на економските потенцијали на двете земји. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски изјави дека од изборот на владата до денес се воведени 23 нови директни авиолинии, преку аеродромите во Скопје и Охрид поминале 3,5 милиони патници. Тој посочи дека владата спроведува активна политика за привлекување нови авиокомпании и линии, имајќи предвид дека државата нема излез на море и аеродромите се клучен транспортен и туристички канал. Како последни нови дестинации ги наведе Алгеро, Сардинија и Палермо, Сицилија. Николовски најави дека годинава Скопскиот аеродром се очекува да надмине 4 милиони патници, да биде лидер по раст во регионот на поранешна Југославија, истакнувајќи дека тоа е значаен резултат со оглед дека градови како Загреб, Сараево и Белград се поголеми од Скопје. Дополнително тој информира дека се водат директни разговори со Саудиска Арабија за воспоставување воздушен сообраќај, што би значило на тамошно проширување на мрежата на летови. Поранешниот британски принц Ендру е уапсен под сомнение за злоупотреба на службена должност за време на неговиот мандат како трговски пратеник, во рамки на истрагите што британските власти ги водат по новите наводи поврзани со Џефри Епстин. Во соопштение се наведува дека е уапсен маж во 60-тите години од Норфолк под сомнение за злоупотреба на службената положба, без да биде објавено името на осомничениот во согласно со британската практика. Британските медиуми јавија дека неозначени полициски возила биле забележани во близина на имотот Сандрингем, каде што Ендру живее. Апсењето доаѓа на неговиот 66-ти роден ден и представува нов удар за поранешниот член на кралското семејство кој минатата година беше лишен од сите титули и се исели од својот поранешен дом по одлука на неговиот брат Чарлс III. Според медиумските извештаи во електронска порака од 2010 година, Ендру наводно споделил потенцијално доверливи извештаи и информации за инвестиции со Епстин во периодот кога служел како британски трговски пратеник. Тој претходно ги негираше сите обвиненија поврзани со неговите контакти со осудениот американски финансиер. Од Бакингемската палата соопштија дека се подготвени да ја поддржат полицијата во истрагата. Ендру извршуваше функцијата трговски пратеник од 2001. Неговите врски со Епстин со години предизвикуваа контроверзии и сериозно го нарушија неговиот углед. Јужнокорејскиот суд денеска го осуди на доживотен затвор поранешниот председател Јун Сук Јеол, откако беше прогласен за виновен за злоупотреба на службената должност и организирање бунт, поврзано со неговиот неуспешен обид за воведување воена состојба во декември 2024 година. Обвинителите во процесот бараа смртна казна во случај што внимателно се следеше во длабоко политички поделена земја. Судот утврди дека Јун планирал бунт преку обидот за суспендирање на демократските институции.
Пред изрекувањето на пресудата, негови поддржувачи се собраа пред Централниот окружен суд во Сеул. Побитот за државен удар, Јун со недели беше задржан во својата резиденција под силно обезбедување, а во јануари беше уапсен по повеќе часовна рација, станувајќи првиот актуелен јужнокорејски претседател кој бил уапсен и притворен. Случајот представува еден од најзначајните политички процеси во поновата историја на Јужна Кореја, сериозен тест за институционалната стабилност на земјата.